Добар ден, почитувани гледачи. Кога немаме развиена висока морална свест кај граѓаните, кај физичките и правните лица, тогаш улогата за да стават ред на нештата ја преземаат инспекцијските служби. Денес разговараме на оваа тема, бидејќи веќе добро навлеговме во летната сезона. Охрид се полни со туристи, угостителските објекти веќе се поинтензивно работат со полн капацитет и имаме многу причини за да се прават прекршоци на законите. Денес во студиото на ТВМ и гостин мој и на емисијата Под лупа, господинот Цветко Ристевски, раководител на Државниот пазарен инспекторат, подрачна единица Охрид. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам на поканата да ги запознаеме вашите гледачи со надлежностите на Државниот пазарен инспекторат и се она што значи вршење инспекцијски надзори од страна на Државниот пазарен инспекторат и кои се све надлежностите на пазарните инспектори. Така, многу пати граѓаните се збунети што е во ваша надлежност, што е во надлежност на другите инспекцијски служби. Малку со ова емисија и ќе придонесеме да се разјаснат работите. Инаку, господинот Ристевски, за оние кои што не знаат, веќе 25 години е дел од пазарниот инспекторат во Охрид. 9 месеци сте на раководната позиција, но ова не е прв пат да бидете раководител на пазарниот инспекторат. Бевте и 5 години претходно, значи во периодот од 2003-2007 година. Така да познати ви се многу добро работите, како стојат поставеноста во инспекторатот, потребите, негативностите и се она што е обемна работа на овој инспекторат. Најпрви, секогаш некако кога ќе правиме муабет на оваа тема, барем со општинскиот инспекторат, секогаш се потенцира тоа дека нема доволно кадар и не можат да излезат на терен и не можат да следат состојбата постојано на терен, па затоа се случуваат некои пропусти. Дали е така и во пазарниот инспекторат? Како стоите со кадар, имате ли доволно инспектори, колку често ти излегуваат на терен и што затекнувате? Па, за разлика од оваа состојба што ја кажувате во општинскиот инспекторат, во Државниот пазарен инспекторат капацитетите се, да речем, 100% исполнети. Подрачното оделение во Државниот пазарен инспекторат во Охрид, на позицијата советник инспектор имаме 6 инспектори и си ја извршуваат работните задачи согласно методологијата и планот за работа на Државниот пазарен инспекторат од централата во Скопје и се доволно. По сите меѓународни стандарди за вршење на инспекцијски надзор по области, доволно е на 10.000 жители да се има еден инспектор. По таа аналогија, во Државниот пазарен инспекторат, оваа бројка е доволна. Според новиот закон за инспекцијски надзор, кој што веќе е изгласан во Собранието на Република Северна Македонија, ќе стапи во примена од декември оваа година, ќе почнат да работат и уште тројца помлади инспектори да вршат непосреден инспекцијски надзор на спроведувањето на законите од страна на субјектите кои што вршат одредена стопанска дејност. Со оглед на тоа што Државниот пазарен инспекторат има надлежности во многу области, како што се угостителството, туризмот, трговијата, занечиството, заштитата на потрошувачите, заштитата од пушењето и ред други законски и подзаконски акти, па ги има околу 40 на кои што се во надлежност. Можам да кажам дека од 29 инспекторати во нашата држава, Државниот пазарен инспекторат има најширок спектар на покривање на законските прописи и најшироки области, споредено да речеме со некои инспекторати, како да речеме трудовиот, има помалку работни односи, заштита при работа. Кај нас сиве овие области, све што е стопанска дејност, вршиме инспекцијски надзор по околу, како што реков, 40 на законски и подзаконски прописи. И сега со која динамика се вршат тие надзори? Дали претходно правите некаков план кога да се контролира? Се прави тоа месечно, се прави тоа квартално? Како оди
сето тоа, значи дали претходно се планираат контролите или имаме и вонредни контроли, бидејќи како што реков, Охрид туристичко место, па не можеме да чекаме да дојде периодот или денот кога треба да се направи контрола, некогаш се јавува потреба и многу пред тоа да се излезе на терен, да се види каква е состојбата. Сигурно имате и дојава од граѓани, можеби и од некои правни лица, бидејќи имаме неправилности. Без разлика, за законите треба за сите да важат исто, но сите не ги почитуваат исто. Така, Државниот пазарен инспекторат вршењето на инспекцијските надзори ги спроведува врз основа на годишниот план кој што се изготвува од раководството на Државниот пазарен инспекторат во Скопје и сите подрачни оделенија работат по според динамиката предвидена со тој план за работа. Инспекцијските надзори по дефиниција според закон може да бидат редовен инспекцијски надзор, вонреден инспекцијски надзор и врз база на наодот, ако е потребно, контролен инспекцијски надзор. Редовниот инспекцијски надзор е она инспекцијски надзор кога според планот за работа на институцијата, во конкретниот случај Државниот пазарен инспекторат, е предвиден да се изврши во одредени области, стопански субјекти, значи ние вршиме надзор кај стопански субјекти. Трговски друштва, физички лица и трговци поединци кои што вршат одредена стопанска дејност. Значи, инспекцијските надзори, редовните, се според планот кој што се изготвува на годишно ниво и врз база на тој план предвиден за вршење инспекцијски надзор во секој оделение се прави месечен план за инспекцијски надзор и спроведувањето на тој план се одвива со динамика предвидена зависно од бројот на субјектите во подрачјето кај што се вршат и од приликите, од другите прилики, да речеме, во летниот период, например, конкретно за Охрид како туристички центар, се ова потреба од вршење на повеќе инспекцијски надзори, затоа што се зголемува и бројот на субјекти кои што вршат одредени дејности, било да се тоа угостителски или трговски дејности. Во поглед на вонредните инспекцијски надзори, тоа се ненајавени инспекцијски надзори и се извршуваат на неколку начини. Може да биде вонреден инспекцијски надзор по така наречена службена должност, по наод на институцијата, односно инспекторот, и вонреден инспекцијски надзор може да се врши по барање на странки, потрошувачи, правни лица или одредени институции кои што сметаат дека во одредена област треба да се изврши инспекцијски надзор и се обраќаат до Државниот пазарен инспекторат да се изврши вонреден. Овие се вонредни инспекцијски надзори. Редовните инспекцијски надзори ги најавуваме, тоа се со најава, а вонредните не се најавуваат. Ево еден пример за илустрација ќе ви кажам, ако вие му кажете на одреден угостителски објект дека ќе му вршите контрола според законот за заштита од пушење. Ќе има ли ефект да инспектирате? Се разбира дека нема да има, Значи, зависно од спецификата на инспекцијскиот надзор, зависно од потребата што се контролира, така и се класифицирани инспекцијските надзори. Кога последно имавте вакви инспекцијски надзори? Дали вонредни, дали редовни, и што констатиравте? Какво е почитувањето или не почитувањето на законските норми? Имаме ли прекршители? Инспекцијските надзори се одвиваат секојдневно. Значи, без разлика дали се редовни или вонредни. Редовните се одвиваат секојдневно, а вонредните се одвиваат по потреба на, како што напоменав, по потреба зависно од дадената ситуација, по барање на потрошувач или по барање на институција и така натаму. Секако дека илузија би било да кажеме дека е секогаш све во ред и дека не може да се најде неправилност кај одредени субјекти. 100% исправни субјекти нема. Во изминатиот квартал, вториот квартал од годината, во Државниот пазарен инспекторат ние сме извршиле 413 инспекцијски надзори со 6 инспектори, значи во период од 90 дена, или тоа се 66 работни дена. При тоа сме донеле 51 решение за отстранување на неправилности, од кои, откако не биле отстранети неправилностите, се преземени и
казнени, односно прекршочни действија. Например, издадени се 6 мандатни платни налози за сторени прекршоци во областа на угостителството, трговијата, во областа на туристичката дејност. Потоа издадени се уште 37 прекршочни платни налози. Тоа значи, кога констатира државниот пазарен инспектор прекршок, спроведува постапка на порамнување со одмерување на глобата според законот за прекршоците и врз база на сторениот прекршок издава прекршочен или мандатен платен налог. Сега, ако еден субјект повеќе пати го прави истиот прекршок, дали покрај глобата има и некакви други мерки? Затоа што некои не е проблем да ја платат глобата и го повторуваат прекршокот ако им е од интерес на нивното работење. Па видете, како што изминува времето, во изминатиот период имаше многу повеќе забрани. Предпоставувам, алудирате на затворање на одредени трговски или угостителски објекти. Так. Со усогласување на законската регулатива со регулативата на Европската Унија, скоро во сите области, освен со мали исклучоци во Законот за угостителска дејност и во Законот за трговија, во другите области скоро и да нема затворање на објекти. Зошто? Тоа се смета како еден вид, ако го затворите угостителскиот објект, трпат сите. Ево угостителски да речем, ако го затворите, 30 дена тој нема да работи. Вработените нема да земат плата, субјектот трпи одредена материјална штета, во смисла не остварува приходи, а исто така, ако не се врши дејност, не се остваруваат приходи, не се создава нова вредност, автоматски не се плаќаат ни даноци кон државата и во тој случај сите сме губитници. Ако ја плати казната во рокот што му е предвиден за согласно платниот налог што му се издава и продолжи да ја врши дејноста, значи се оди на тоа да се укинат сите забрани за вршење на дејност, освен ако не е загрозено здравието на луѓето, безбедноста и така натаму, али тоа се посебни случаи за кои што државниот пазарен инспекторат скоро А ги плаќаат ли казните? Видете, во повеќето случаи, ево, кај нас, например, во изминатиот квартал, во изминативе 3 месеци, април, мај и јуни, од 8 издадени мандатни платни налози, 6 ги платиле. Кај прекршочните, од 37 издадени, 31 ги платиле. Во овој период, во изминатиот период, изминатово тромесечие, само 3 субјекти завршиле со продолжување на постапката пред надлежните прекршочни органи, судот или прекршочната комисија, зависно од за каков вид на прекршок се работи. За одредени прекршоци, знаете, е надлежен судот, за одредени постои прекршочна комисија. А колкави се мандатните казни? Значи, се, да речам, реални можат да ги платат субјектите или се сумите некои на вистина високи што ќе ги замислат кога ќе сакат да го прекршат законот? Видете, казнената политика во целиот изминат период, па и сега е стално предмет на разгледување, на усогласување и така натаму. За некого нешто е малку, за некого е многу, така, тоа е релативна работа, затоа мислам дека може и покасно малку и да го објасниме и законот за прекршоци, има и нов закон за прекршоци. Меѓутоа, според актуелната законската регулатива, што е конкретно да речеме според законот за угостителска дејност, за правно лице пропишана според закон е казна од 1000 евра за правното лице и плюс 30% од пропишаната за одговорното лице. Кога ќе се спроведат оние постапки на порамнување пред издавање за издавање на прекршочен платен налог, предвидени се 3 критериуми според законот за прекршоци, остварениот финансиски резултат во претходната година, потоа бројот на вработените и дисциплината на субјектот, дали во изминатиот период бил казнуван или не бил казнуван. Кога сето тоа ќе се измери, доаѓа некаде од пропишаната од 50 до 70% да плати глоба. Значи, од 1000 евра, 50% е 500 евра за правното лице, да речеме за прекршок, неисполнување на минимално технички услови во одреден дел од угостителскиот објект.
Дали се применува мерката и ако не се применува, дали државниот пазарен инспекторат размислувал на таа тема, кога ќе се направат вакви контроли јавно, да се каже кој се бил прекршител на законот. Затоа што кога некој повеќе пати ќе биде кажан јавно со име и презиме, мислам дека нема да му биде сеедно ако се зборува дека прекршува закон, дека сака да направи некои работи условно кажано така на црно и така натаму. Знаете како? Или сето тоа се чува во тајност. Знаете како? И ќе ве запрашам на наредно прашање, ако можете да ни кажете и кои се тие субјекти кои што најмногу го прекршуваат законот, кои што еве повеќе пати можеби добиле мандатни казни. За жал, според законската регулатива, според позитивните законски прописи, кај нас не може поименично да се објавуваат во медиум или во било какво средство за јавно информирање да се објавуваат со име и презиме. Сигурно забележувате ево на страната на државниот, на веб страната на државниот пазарен инспекторат, ние ги објавуваме решенијата што ги издаваме со цел укажување за отстранување на одредени неправилности, забрана за вршење на дејност. Меѓутоа, даночниот број и името на субјектот не ги објавуваме од причини познати на јавноста, затоа што не можете некого да го постојано да го со име и презиме да го Значи со ова на некој начин ми одговоривте дека има такви субјекти кои што постојано прават прекршоци. Па за жал да. Во нашево подрачје, на подрачје на општина Охрид, посебно прекршување има во делот на непочитување на работното време. Сите знаеме дека тоа е една посериозна проблематика со која што години наназад сме се справувале, сме се бореле и Иако општината излегува во пресред, значи секоја сезона се продолжува работното време. Така, да. Секогаш е малку. Секогаш, за жал, кај нас малку им е, и до 3, до 4, до 5 сата да им дадете да работат, им е малку. А патем, овие угостителски објекти кои што треба да го почитуваат работното време, односно да завршуваат со работа во 1 часот после полноќ, работат, знаете, од 8 сабајле. Значи, ако не му се доволни таму колку доаѓат 15-16 сати, што да кажеме за овие што се од ноќен карактер, кабареа, диско клубови, што работат само по 5-6 сати, да речеме. Па сум присуствувала на состаноци каде што имало собственици на ноќни клубови, кабареа и на кафулиња и на ресторани, кога доаѓале до судир токму заради тоа. Едните бараат продолжување на работното време, другите не сакаат затоа што на тој начин гостите остануваат таму, па не одат кај нив. Тие всушност доаѓа да работат само 2-3 часа, другиве, како што рековте, 15-тина, и така тука имаме некоја нелојална конкуренција. А од друга страна пак имаме и друг проблем кој што се провлекува години наназад во нашиот град, проблемот со бучавоста, колку подолго работат рестораните, кафулињата и другите ноќни клубови, толку повеќе бучава во градот има. Дали тука имате некакви ингеренции? Вака, наша надлежноста на државниот пазарен инспекторат во овој дел е само во поглед на почитување на работното време. За заштита од бучава има посебен инспекторат, постои и општински инспектор и постои инспектор на ниво на државен инспекторат за заштита од бучава и за заштита на животната средина. За волја на вистината, ние имаме соработка со сите инспекцијски служби, како државен пазарен инспекторат соработуваме со општинскиот инспекторат, со Министерството за внатрешни работи, со Управата за јавни приходи, со Трудовиот инспекторат, значи со сите инспекторати ние соработуваме, патем по закон и мора да сме должни како државни органи да соработуваме. Овдека, овој период, поплаките се знаете, кај нас туристичката сезона е со краток временски период, ево сега да речеме, од 1 јули до 15 август, и тогаш е во суштина и најголемата поплака и на граѓаните и на туристите кои што доаѓаат. Меѓутоа, ево оваа година конкретно се заложивме и ние како државен пазарен инспекторат гледаме и од другите институции, од општината има заинтересираност и од
Министерството за внатрешни работи на ова работа еднаш да и се стави крај, да добијат мир и граѓаните на Охрид и туристите. Како ќе се направи тоа? Па едноставно ќе се воведат дежурства, постојано ќе се инспекторите на терен, постојано ги опоменуваме и вршителите на угостителската дејност на еден фер, коректен начин, ги повикуваме на состаноци, им кажуваме дека тие мора да го почитуваат работното време, тоа е обврска по закона, башка што и сметаат и на околината кај што ја вршат нивната дејност. И дава резултати ова. Во одредени ситуации каде што имаме постојани прекршители на работното време, конкретно ево на таа проблематика да се осврнеме посериозно, доаѓаат екипи ненајавено, дури и без ние да знаеме, во подрачното одделение во Охрид, од страна на раководството на инспекторатот, директорот и неговите соработници од Скопје ќе се испратат екипа да си ги провери тие прекршители на работното време и сме имали и во брзо време сега такви случаи каде што се преземаат действија за изрекување и прекршочни санкции. И имаше многу прекршители или? Не. Видете, во добар дел оваа година, можам за оваа година со сигурност да кажам, мал број на прекршители се. Знаете кај што има поголемо собирање, помасовно собирање, поголеми угостителски објекти, и некогаш и објективно, ама некогаш и субјективно, некогаш реално и не можат да се разберат, да речем, со гостите. Постојат некои гости од соседството, да речем, кои што не можат да сватат дека мора да се затвори локалот. Тие се замислиле, посебно од балканскиве простори, тие се замислиле дека можат и цела ноќ да се забавуваат и треба посебно да им објаснат, меѓутоа се справуваме и со таа работа. Колку се професионални и се на ниво на задачата инспекторите? Затоа што луѓе сме, значи сите сме подлежни на тоа, може да се случи да прогледуваат на некои сопственици низ прсти, а на други пак да ги казнуваат. И тука ќе се создаде секако револт. Така, добро рековте, значи луѓе сме, сите сме со одредени пријатели, познанства, роднини. Колку може тоа да се исконтролираете? Така, јас во моето долгогодишно работење и од искуството што сум го стекнал како државен пазарен инспектор, постојано на колегиумите што ги држиме со колегите, постојано им потенцирам ако во одредени субјекти, покрај она што законски некој има право да биде изземен, али тоа знаете со закон е да биде во роднинска линија, да има учество во бизнисот, зашто секој граѓанин има право да учествува, негде да има акции, удели и така натаму. И мислам дека дава резултати таквото функционирање и се земат некои од колегите вика ако може тамо да не одам, јас да оди колегата и тука функционираме одлично, мислам сме немале проблеми. Значи имате разбирање за таквите? Да. Затоа што и да оди, да го пуштите да оди, ќе има некоја пристрасност. Знаете, да. Јас ево на последниот колегиум на колегите му викам, дајте, колеги сме тука, долги години соработуваме, дајте искрено да си кажеме, ако не можеме одредени објекти да ги решиме ние како одделение, не е ни срамота, ќе си ги известиме горе, јас ќе ги известам како раководител, ќе си пушти директорот, инспектори од Скопје или од друго одделение, тој ќе се одлучи и ќе се заврши работата. Ево, ние како јас и уште двајца други колеги, да речеме изминатиот период оваа зима и пред тоа, во Битола сме скоро еднаш месечно обавезно одиме во Битола. Не можат колегите да се справат, ајде Цветко со екипата и така да ги решаваме проблемите, мислам, во рамки на овие, посебно во угостителската дејност. Пушењето и работното време се поспецифични проблеми. Ќе ве прашам и за пушењето, не ми е сега многу актуелно во овој период, затоа што лето е, работат летните тераси, надвор се пуши, значи немаме тука многу проблем, тоа поактуелна тема ни е во зимскиот период, но сепак ќе ве запрашам колку се почитува, затоа што требаше да има и некои измени на тој закон, како сето тоа и до каде стигнавме, но сакам да ве прашам, бидејќи Охрид е релативно мало место, сите се познаваме, и знаат дека сте вие инспектор или вашите колеги, и знаат дека кога влегувате во објектот,
дека следува некаков надзор. Значи, како тоа може? Тоа не може всушност ни да се избегне, но како го спроведувате сето тоа ете? Знаете како таа постапка, процедура си и со закон пропишена, со самото влегување во инспекцијски надзор, без разлика дали ние се познаваме или не се познаваме, можете и не мора и во Охрид и во Скопје некого да го познавате, ама ако добиете налог да вршите инспекцијски надзор, ќе извршите инспекцијски надзор и не секое инспектирање, секој инспекцијски надзор повлекува и глоба, изрекување на прекршочна санкција. Може субјектот да има одредени неправилности мали кои што се завршуваат со едукација или со поука. Му се дава рок од 8 дена. Доаѓаат на едукација? Да, доаѓаат. Да. Не се случило во Охрид да барем и во моје знаење. И применуваат нешто од таа едукација? Дава резултат. Даваат резултат. Тоа се некои недостатоци што се со помали неправилности, така наречени прекршоци од понизок степен, и ги отстрануваат. Ево, например, него заборавил да ја пријави промената трговец. Колонијал, продавница на мало или бутик, продавница со облека. Заборавил да ја пријави промената на работното време во централниот регистар. И констатирате, тоа и не е сега одма не е прекршок, тој го пријавил порано, меѓутоа се го променил. Преминуваме од зимско на летно сметање на времето и го продолжува работното време. Работил до 20, сега ќе работи до 22 часа. Ево за таа конкретно една од неправилностите е со едукација. Спроведуваме едукација, му кажуваме и во рок од 8 работни дена може 8 дена поточно мора да го отклони недостатокот. Ако не го отклони, следува санкција. Али тоа е само една од областите што се со едукација. А ако некои субјекти се претходно едуцирани, тогаш се оди директно со санкција. Така. Вие бидејќи сега ја извршувате функцијата на раководител, вие не одите веќе на терен, или? Па тоа е и новина. Ево ви новиот одам, да. И во новиот закон за инспекцијски надзор, што веќе влезе во сила, во примена ќе биде од 30 ноември ова година, ние што сме 10 подрачни раководители низ Македонија, со наша добра волја, во согласно со директорот, уште се согласивме да добиваме задачи во 20% од нивото на задачите што ги добиваат инспекторите. Ама ние налозите и работните задачи ги добиваме од директорот. Значи ние даваме налози на инспекторите, а нашите налози по кои што ние постапуваме се од директорот на инспекцијската служба. Каде во вашиот досегашен стаж ви било најтешко да вршите контрола? Што ви паднало најтешко кога требало да контролирате нешто? Знаете, тоа е релативна работа, тешко лесно во работењето. Најтешко ми било на почетокот, да речеме, се соочвам со некои работи што треба да ги... Не, или во некој објект каде што, не знам, имаме незгодни собственици, па знаете дека ќе настане некаков конфликтна ситуација, па одите, ама со едно нелагодно чувство или не знам, други ситуации, вие посочетени. Добро, ако знаете, добро е да знаете, ќе се подготвите. Да, или пак ќе се соочите со нека неочекувана ситуација. Имало и такви ситуации во 10 на години имаше случај каде што на еден од колегите, и то повозрасен колега, субјектот што го контролиравме, му се спротистави, му се закануваше дека ќе преземе. Некакви физички пресметки имало? Па не дозволивме ние останатите да дојдат до непосреден контакт, ги раздвоивме, меѓутоа случајот заврши со пријавување во Министерството за внатрешни работи и потоа со кривична пријава до надлежен обвинител. Така да инспекторите имаат заштита и треба да имаат, и не само инспекторите, сите службеници што вршат јавни работи, јавни овластувања, што вршат инспекцијски надзор, законската регулатива секогаш дозволува да се употреби заштита, да се повика на службено лице од полицијата, ако инспекторот нападнат, и патем и законот ги обврзува сите инспекцијски служби да излезат во пресред, односно Министерството за внатрешни работи, доколку инспекторот се соочи со непосредна опасност за грозување на животот и здравието негово при вршењето на работата и работните задачи. Така, да се надеваме дека нема да имаме такви ситуации ова лето.
Време е веќе за мала пауза. Ќе направиме краток одмор со реклами со нашите пријатели, потоа продолжуваме и за некои други делокрузи од вашето работење и сакам да ни кажете исто така во кои сегменти се испрепелетувате со другите инспекцијски служби, како соработувате. Кам, постојано ниски цени. Јајца L класа 58 денари. Брашно 5 килограми 95 денари. Кравио жолто сирење 1 килограм 299 денари. Стол за плажа 459 денари. Кам, купувај мудро. Италијански квалитет, разновидни и динамични, внесуваат свежина во просторот. Флорин плочки во Кармен Бау центар ја ослободуваат вашата креативност за да им дадат облик во вашите простории со гаранцијата Made in Florin. Површини со камени плочи од порцелан, дизајнирани да ја завршат секоја домашна средина врз основа на вашиот стил и вашата личност. Кармен Бау центар, улица Железничка број 3, 046 258 285. Кој вели дека забавата не може да почне со Аргета? И ова лето учествувај во нашата наградна игра и забавувај се. Купи 2 Аргета паштети од 95 грама и освои нов автомобил и многу други награди. Испрати го бројот на фискалната сметка и времето на купување преку SMS или веб страницата. За повеќе шанси, учествувај повеќе пати на argeta.com МК забава. Аргета, добрата страна на лебот. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони. Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвеќиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Најсовремената игротека Вања се наоѓа во склоп на трговскиот центар Кам Вилидж, на површина од 600 метри квадратни, со што го заслужува епитетот најзабавно, најкреативно и најсовремено катче во Охрид. Големи и мали, родители и деца, игротеката Вања располага со летна тераса, забавен парк, катче за друштвени игри, креативни работилници, ланч-бар за закуска и пијалок. Во игротеката Вања ги организираме највеселите и незаборавни родендени, целодневен престој за продолжено учење и домашни задачи, друштвени игри, надпревари, настани, супер роденденски прослави, забава, уживање и дружење и многу љубов, топлина и смеа. Игротека Вања. Викенд акција во Миса Маркети. Диамант мајонез 285 грама 29 денари. Сола ладен чај 1,5 литри за само 35 денари. 7 Days мини круасан 185 грама 55 денари. Ариел 8 килограми за 80 перења 679 денари. Палмолив ролон 50 мл 59 денари. Black Up Factor 30 100 мл 169 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Сега, да. Ние сме тука во студиото. Гледачите се надевам дека пред малите екрани не следат ни го следат разговорот и ова тема денес што ставивме под лупа. Господинот Цветко Ристевски, раководител на Државниот пазарен инспекторат, подрачна единица Охрид. Причина и повод секогаш имаме за ваков разговор, но сега пред летната сезона и уште повеќе. Реков дека граѓаните многу често не се доволно информирани кои се вашите ингеренции, кои се ингеренциите на другите инспекторати, како што е општинскиот, градежниот, значи комуналниот и така натаму. Ги меша тука работите, а искрено ви кажам и не се виновни, затоа што многу од надлежностите ви се испреплетени. Во една иста област имате и вие ингеренции, имате и другите инспекторати. Малку сакам тука да објаснеме каде делувате заедно и каква ви е соработката и какви се на крајот резултатите. Па ево, предпоставувам конкретно ве интересира за актуелниве прашања што се во општина Охрид во поглед на поставување на урбана опрема, вршење на угостителска дејност пред деловните објекти. Тука Еве сега имавме една акција пред една недела, значи учествувавте и вие, предпоставувам тука, затоа што и другите инспектори беа на терен. Така, значи тоа беше акција спроведена од страна на Државниот пазарен инспекторат, Општинскиот инспекторат, Министерството за внатрешни работи и Управата за јавни приходи. Во поглед на разграничување на надлежностите би го кажал следното. Државниот пазарен инспекторат кај угостителските објекти кои што вршат угостителска дејност надвор од деловниот објект има надлежност да провери дали угостителот за поставените маси и столици каде што послужува пијалоци и храна има добиено одобрение од градоначалникот на општината, на соодветната општина, конкретно на општина Охрид. По тој основ ние вршиме инспекцијски надзор и оние кои што немаат добиено одобрение за поставување на маси и столици пред деловниот објект, надвор од угостителскиот објект, ги задолжуваме во рок разумен, се разбира, 15 дена, да обезбедат одобрение од градоначалникот на општината за поставување на маси и столици пред угостителскиот објект. Во изминатиот период, во акцијата што ја напоменувате, ние посетивме во неколку дена 30 угостителски објекти и сите се задолжени во рок од 15 дена да обезбедат одобрение согласно Законот за угостителска дејност, член 12 став 3 регулира оваа материја, а општината си има покрај ова има надлежност да ги контролира и според другите прописи што се според Законот за градење се контролира градежниот инспектор. Комуналниот инспектор, комуналните редари исто така си ја контролираат таа работа и токму затоа ова акција што ја напоменавте беше во корелација со сите инспекцијски служби. Управата за јавни приходи, колегите од Управата за јавни приходи беа вклучени во поглед на издавање на фискални сметки, по-конкретно во одредени објекти каде што се фискализирани, а не издаваат фискални сметки. Имаме и ние како пазарен инспекторат надлежност, меѓутоа како специјализирани за таа област, секогаш ако сме заедно со Управата за јавни приходи, тие действија на вршење на инспекцијски надзор им ги препуштаме во договор, го преземаат, не сепак е тоа даночна сфера, тие се специјализирани за даноци. Сега ова ми побуди интерес, сигурно и на гледачите. Рековте дека им давате рок од 15 дена. Во тој рок од 15 дена тие треба да ја отстранат урбаната опрема или тие си работат и понатаму и во тие 15 дена на тој простор, додека наводно чекаат одобрение од градоначалникот? Или се задолжени да ја отстранат се додека не добијат? Не му ја отстрануваме. Урбаната опрема, како што ја викате, ние не му ја отстрануваме. Ние само му даваме задолжение да обезбеди. Доколку не обезбедит во рокот што му го даваме одобрение од градоначалникот, тоаш ние му забрануваме да врши дејност. А иначе во поглед на урбаната опрема, отстранување, подигање од местото каде што е затекната, или ако е некоја градба уривање, си е надлежност на општинскиот, односно државниот градежен. Но не сме да ја вршат дејноста тука на тој простор, ако немаат одобрение. Апсолутно, да.
Нека стојат масите и столиците ако не им ги подигне општинскиот инспекторат, ама тие не смеат тука да вршат дејност. Да. Тие 15 дена доколку не добијат. Не, во тој рок може да вршат. Може да вршат. Може да вршат, затоа Но тоа е купување на време. Таква е законската регулатива. Мора ние да му дадеме рок. И не само тоа. 15 дена тие, значи, си прават профит од тука на недозволен начин. Па добро, ако е профитот, да речеме, нерегистриран, тоа е веќе даночна евазија, ако не издаваат. Затоа се и поврзани тие. Иначе, во поглед на вршењето на дејноста, ако ја исполнат обврската, а не ако него мора да ја исполнат, ќе платат, тогаш не е незаконит. Ако платат за закуп на просторот кај што вршат, а ќе платат, мора да платат, затоа што ако не платат, ќе бидат санкционирани, така да не може да се класифицират како добивање на остварување на профит на незаконит начин. Мислам, тоа е малку по престрого кажано, да речем. Иначе, во поглед на регулирање на ова материја, општината, надлежности на општините, не само на општина Охрид, на сите општини, да изготват програма на кои све места може, врз основа на Законот за градење и другите прописи, сега јас не би можел да ги набројувам, не се ни моја надлежност, да се дозволи поставување на урбана опрема. Програмите се изготвуваат секоја година и се носат на седница на совет, но многу често не се почитува. Значи, таа жолтата линија многу често ја занемаруваат собствениците, излегуваат надвор од неа, си поставуваат столици и маси. Зборуваме конкретно сега за овој случај, а и во други случаи, рековме, се крши законот. Господин Ристевски, уште една тема која што многу ги тангира охриѓани, тоа е што не е решено прашањето со собственоста на плажите. Јас пред неколку дена контактирав со вас телефонски да се информирам нешто околу таа тема, бидејќи сакавме да работиме во Дневникот, во информативната редакција, и многу тешко доаѓаме до информации, морам тоа да го признам, посебно кога станува збор за вака малку пожешки теми. Проблемот е веќе јасен, повеќе пати елабориран на сите медиуми. Значи, концесионерите им истече рокот што го имаа за концесија. Државата требаше да си ги земе плажите под нејзино владење, но еве се уште тоа не е направено, не знам од кои причини, и некако сега имаме статус кво. Собствениците на оние плажи кои што ги имаа под концесија се уште се таму, општината некако тука нема многу ингеренции, тие си работат на црно, од друга страна државата не презема ништо. Каде се тука инспекцијските служби и колку можат тие во овој дел да направат? Пазарната инспекција нема многу ингеренции, но сепак имате во еден дел. Во делот на дали имаме регистрирано трговска дејност. Да. Така беше, мислам, во парем така кога разговаравме. Интересно прашање, значи не е само општината Охрид и градот Охрид засегнат од оваа проблематика. Ова е пошироко прашање, да речеме, плажи има и во Струга, и во Дојран, и во други вештачки езера како Тиквешко и така натаму, меѓутоа се од помал обем и не се, можеби не се и толку актуелни. Конкретно проблемот што го имаме со концесионирањето на плажите не е нов проблем, значи се работи за стар проблем. Тие пренесување на надлежностите од државата на општините некако како да тешко се спроведе. Последен пат кога имаа добиено тие што стопанисуваат со плажите, решенија беше за концесија беше 2012 година. 2017 година беше пренесена надлежноста на општините да стопанисуваат со плажите и да издаваат одобренија или концесија, како што викаме, за вршење на дејност. Она што е за посебно одбележување е тоа што имало, барем според она што сме ние информирани како Државен пазарен инспекторат, имало и некои недоследности, недоречености во самата регулатива и мислам дека најповикани, најнадлежни биле
колегите од Министерството за транспорт и врски и општините за да можат на оваа работа да ви одговорат. Јас можам да објаснам за делот што е на државниот пазарен инспекторат во делот на вршење на угостителска дејност. Знаете, на плажите не се врши само угостителска дејност. Самата концесија подразбира и одобрување на управување со просторот. Значи да се организира плажа, колку простор, значи тоа се нормативи предвидени со таа законска регулатива кога им ја дава дали општината или државата под концесија тој простор да го уредат и да стопанисуваат како плажа, не е само вршењето на угостителската дејност, значи опфаќа и друго. Државниот пазарен инспекторат е надлежен во тој дел само во вршењето на угостителска дејност. Што значи тоа? Дали конкретниот субјект што стопанисува со плажата, при вршењето на угостителска дејност ги запазува стандардите и нормите предвидени со Законот за угостителска дејност и подзаконските акти предвидени од тоа. Тоа би значило дека еден угостителски објект кој што е лоциран на плажа, на крајбрежјето на Охридското езеро, доколку ги исполнува условите во поглед на Законот за угостителска дејност, да има одредени санитарни јазли, да има санитарни јазли според бројот на седиштата кај што послужува храна и пијалоци. Некои послужуваат само пијалоци, некои храна и пијалоци, што е разбирливо дозволено. Во изминатиот период имаше формирано комисија од владата за да направи конкретна инспекцијска постапка во поглед на исполнувањето на условите, да ги провери, да ги прегледа. Имаше од сите ресори. Имаше и од Министерство за економија, и од Министерство за труд и социјална политика, и од Министерство за здравство, и од Министерство за транспорт и врски. И врз база на сето тоа имаја и правилник за категоризирање на плажите, и така и се спроведуваше. Но со оглед на она што го напоменав дека таа законска регулатива не се досогласи, се предаде надлежноста на општините, а од она што сум информиран можам да кажам дека во некои делови не им биле целосно пренесени ингеренциите. Барем сум така информиран, така и зборувам, поќе не би можел да кажам. Во прашање се 2 години од кога им се истечени концесиите на оние кои што стопанисуваат со плажите, значи еден долг период. Дали во рокот овие 2 години имате извршено инспекцијски надзор вие како пазарен инспекторат на плажите? За жал во минатата година не се изврши инспекцијски надзори затоа што се бараше да се вршат во координација со другите инспекторати. Не дека немало иницијатива од нас, него немало иницијатива од другите. А зошто? Не можам да ви одговорам затоа што не е од кај нас. Да беше од кај нас, ние во делот на угостителската дејност, тоа се сите регистрирани угостители. Значи го исполниле условот да имаат регистрирана фирма. Го исполниле условот да обезбедат минимално технички услови, затоа што тоа не се изменети, тоа се истите објекти кои што стопанисувале во периодот додека имале концесија. Дали ме разбирате? Значи тоа се работи што не се настанати драстични промени во делот на стопанисувањето со плажите од периодот кога имале концесија и сега. Разликата е само што немаат концесија. Фирмите постојат, не се згаснати. А ако извршите контрола, предпоставка, утре одите на плажите и извршите контрола, затекните некои неправилности, изречите глоба. По кој основ тие, значи, ќе може да ја платат глобата? По тоа што имаат регистрирано фирма? Да. Без разлика на тоа што концесија немаат? Да. Значи, Патент концесијата не е и работа на државниот пазарен инспекторат да ја контролира. Ние можеме да му изречеме глоба, да речеме да послужи алкохолен пијалок на малолетник. На плажава гости има од сите возрасти, така. Ако откриеме дека послужил алкохолен пијалок малолетник, ние ќе го казниме. Без разлика, тоа е неповрзано со тоа дали има или нема концесија угостителот, ме разбирате. Или да го затекнеме да не издал на некого фискална сметка. Нема да ја бараме управата за јавни приходи, тогаш ќе ја примениме надлежноста што ни е делегирана нас според законот и веднаш ќе преземеме. На некој начин ви се врзани рацете да вршите инспекцијски надзор, затоа што рековте не наидовте барем минатото лето на соработка со другите инспекцијски служби, а мора да се прави тоа затоа што плажите се најпосетуваното место во лето во Охрид. Не можеме тоа да го занемариме и да ги оставиме така
милост и немилост, да речам. Па Што ќе се стори ова година? Ете, минатото лето помина како што помина, годинава што ќе се направи на тој план? Може би се уште нема да се реши статусот на плажите, се уште државата нема да каже дефинитивно дека се под нејзина собственост и ова лето ќе помине така. Тоа не значи дека вие не треба да контролирате. Па моите информации, оние што ги имам по службена должност, работејќи ова проблематика, има најави дека многу посериозен ќе биде пристапот и ќе се реши таа проблематика. А во делот на инспектирање од страна на Државниот пазарен инспекторат, ние секако дека ќе извршиме, ама ќе се извршат контроли планирани од страна на централата, не само на охридските плажи, и на Струшките, и значи на ниво на цела Република Македонија, ќе се извршат инспекциски надзори во тој дел. Така. Секако дека нема да биде најавувано кога ќе биде, како ќе биде, од разбирливи причини, затоа што може одредени субјекти, ево карикирам, да ако се најави, тој ден да не работат. Така. И од тие причини се потребни тие, како што напоменавме и претходно, вонредни инспекциски надзори, ненајавени инспекциски надзори, како што правиме и во други области, да речеме во делот на индустријската собственост, заштитени трговски марки, кога бараме по продавниците, и така натаму. Значи, тие инспекциски надзори не дека нема да се спроведат, во секој случај ќе се спроведат, за разлика од минатото, и ќе бидат вонредни и ненајавени. Знаете што, може да ни се случи, не дај Боже, не посакувам во никој случај, ама ете, може да се случи, бидејќи на едно 70% од охридските плажи се служи храна, се служат и пијалоци, да дојде до некој масовно труење на гостите кои што биле на плажата од расипана храна, значи некоја бактерија во храната. И што тогаш? Кој е тука одговорен? Така, А не сте извршиле вие инспекциски надзор предходно? Да, видите, во тој дел, на место, одлично прашање, значи, поделени се надлежностите и во тој дел. И со агенцијата, да, знам дека... Дај Боже да не се случи, така, во тој случај да извршат тука... инспекциски надзор, ќе треба Агенцијата за храна и Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Значи, тоа се специјализирани области за кои што Државниот пазарен инспекторат нема надлежност. Ево, можеме да речеме во илустрација, како во контекст на ова да го споменеме, да речеме и примерот со измамените потрошувачи од Нефамебел. Значи, не се работи за пропуст на некоја инспекцијска служба, туку се работи за системски пропуст. И ние иницииравме, нашето раково, Државниот пазарен инспекторат веќе инициираше и во поглед на регистрацијата на фирмите. Во случајот, познат им е на гледачите, Нефамебел случајот, измамени се потрошувачите, порачале мебел, уплатиле мебел, не го добиле мебелот. Сега, кај настануваат проблемите? Субјектите во комшиеви се на вас си го затвориле продажниот простор, заминале, ги нема, недостапни се нити на инспекцијските, нити на другите истражни органи и не можеме едноставно да извршиме инспекцијски надзор. Во тој дел мора да се обезбедат со некакви гаранции, да се направат измени, значи овде се работи за системски измени, да се направат измени во законската регулатива во поглед на обезбедување на плаќањата. Секој што ќе регистрират фирма, дали ќе тоа микро, мала, средна или голема фирма, голем субјект, трговско друштво, ќе морат да обезбедит некаква банкарска гаранција за вакви случаи. Тоа би било, според мене, моje гледање, гледам дека и во Државниот пазарен инспекторат се размислуваат во слична насока, дека проблемите, како ова што рековте, превентивно да се делуват, а превентивно ќе биде така го задолжат со закон да обезбедит банкарска гаранција во овој случај, или во поглед на концесионирањето. Знаете, моите во концесионирањето тој мој да имат и концесија и све и пак да настани труење, така. Значи не се толку тие поврзани во поглед на Но во овој случај тие имаат бенефит, а ништо не плаќаат за возврат. Мислам, не дават никакви, нема никакви давачки. Видете, во поглед на избегнувањето на давачките,
Ако ми дозволите, јас ќе кажам еден друг пример кој што сме го констатирали во минатото, само а за ова конкретно за плажите, давачките тие единствена давачка која што не ја даваат, не плаќаат закупнина за концесијата, за просторот. Значи немаат концесија, автоматски по тој основ не плаќаат закупнина на просторот кој што е уреден како плажа. А другите давачки мора да си ги, ние ви реков, ако затекнеме дека не издават фискална, без разлика дали тој имат или немат концесија, санкција му предстои ако не издават фискална сметка. Значи, тоа се работи што не се поврзани една со друга, издвоени се и затоа, значи, единствено, не знам дали може да се наречи даночна евазија е неплаќањето на концесијата. Тука губи државата, односно граѓаните, како дел од државата што не плаќаат. А во поглед на една, можам да речам, историска активност во Државниот пазарен инспекторат што се спроведе минатата година, во поглед на даночна евазија, затајување на плаќање на даноците, беше спроведена кај трговците на големо со пијалоци. Имено се работи за следното. Извршивме планирани инспекцијски надзори кај трговци на големо и им ја исконтролиравме евиденцијата на кои се купувачи продале стоки кои што се за понатамошно конзумирање, пијалоци, храна и така натаму. И врз база на тој наод од извршените контроли кај трговците на големо, така продолживме со така наречени поврзани инспекцијски надзори, кога утврдивме кои се купувачи од одреден субјект, трговец на големо, извршивме контрола кај тие субјекти. Затоа што според другите прописите од областа на даночната сфера, на нив им е дозволено и да купуваат на трговците, да речеме на трговците на мало, тие колонијалните продавници, разни угостителски објекти, кафичи, да купуваат одредени стоки и во готово, ама да поседуваат фискална сметка или сметкопотврда во прилог. За жал, во овие ситуации, за прв пат во историјата на Државниот пазарен инспекторат, со ваквите контроли, откривме дека оние стоки што се купени во готово, што се платени во готово, иако поседувале фискална сметка, не ги прокнижиле понатака во трговската евиденција што се должни да ја книжат и автоматски имаме даночно затајување. Во минатата година, само во изминатата година, од вакви поврзани инспекцијски надзори откриени се близу 40 милиони евра неевидентиран промет на ниво на цела држава, зборува, од кои, ако, да речеме во угостителски објект, ако даночната стапка е 18%, или 5%, зависно како го послужува пијалокот, дали со стоење или во самиот објект или по системот купи замени, е од прилика некаде од 5 до 8 милиони евра даночно затојување, што ние сме го откриле и сме ги санкционирале. И тоа е секако за поздравување и дека треба ваквите активности во поглед на намалување на даночната евазија, да бидат свесни трговците, да си ги купуваат стоките со фактури и да си ги книжат во евиденцијата, во нивната евиденција, да ги прикажуваат, за да не дојде и до санкционирање и до може во вакви случаи може да некој голем субјект кој што има голема даночна евазија да дојде и до кривична постапка. Така. Веќе времето ни истече и малку го пробивме терминот, но навистина интересна, актуелна тема и многу имате обемна работа, значи имате многу сегменти каде што навлегувате за да се дискутираат. Уште кратко ќе се навратам на плажите, ќе ја завршиме емисијата. Останав покуса за прашањето за законот за пушење, но ајде, тоа ќе го ставиме за во некоја наредна прилика, да. Може би, реков, не е тоа во ваша ингеренција, но може би имате информација. Граѓаните прашуваат, дали оние кои што имаја концесија, сега веќе рековме подолг период, 2 години, немаат концесија, а се уште стопанисуваат со плажите, имаат право да им наплаќаат за лежалка и да наплаќаат паркинг на тие плажи? За жал не можем да ви одговорам, затоа што веќе тоа не е во надлежност на Државниот пазарен инспекторат. Реков, значи уште на самиот почеток пред да го поставам, знам дека не е во ваша надлежност, но ако имате некаква... Ако ме прашувате како граѓанин, како службеник, бидејќи ние
еднаш службеник, цел живот си службеник, инспектор си А и сте 24 сати контактирали кога со си другите инспекциски служби? Во самите критериуми за концесионирање на плажите им беше ова потенцирано, затоа и во претходно во разговорот ви кажав дека регулиран им е начинот на работење на концесионирање. И таму е кажано за кој дел смеат да наплаќаат, за кој дел не смеат. Конкретно во овој случај, доколку нема концесија, мое лично мислење, не како инспектор, како граѓанин, е дека не треба да наплаќаат. Затоа што не се овластени да стопанисуваат со тој дел и врз база оттаму тие го црпат тоа овластување да наплаќаат. Ако веќе немаат концесија, тогаш нема што. Ако Логична работа нема што. Тогаш ние можеме да уживаме на плажа на лежалка без да платиме. Ви благодарам многу за овој разговор во ова жешко попладне, малку и жешка тема, но интересна за граѓаните. До некој наредно видување. Ви благодарам.